Добро вечер, почитувани. Вие сте со Клик Плюс на телевизија 21, со мене Љубиша Цветковски. Слободата на медиумите е оценета како проблематична. Пат за 3 места според глобалниот индекс. Повторно актуелна е дебатата околу потребата за уставни измени како единствена можност да се одблокира евроинтеграцијскиот пат, иако официјалниот став на македонските власти е дека тоа може да се случи само со гаранции. Има ли средби меѓу македонските и бугарските членови на историската комисија? Техничката или пржинската влада замина во историја, но од следните избори. Дали во меѓувреме ќе имаме нов изборен законник? Се само дел од темите со кој вечерва ќе разговарам со Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и трговија и актуелен генерален секретар на Демократскиот сојуз, но и поранешен новинар. Добро вечер, Димитровски, и добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Токму со ова како поранешен новинар ќе ја почнам вечерашна интервју, бидејќи Македонија има пат за 3 места на глобалниот индекс на слободата на печатот, објавен токму денеска од меѓународната организација Репортери без граница. Според извештајот, земјава бележи пат во 3 од 5 индикатори што го определуваат рангирањето: политички контекст, економски услови, правна рамка, социјални околности и безбедност. Се забележува во извештајот дека представниците на владата честопат имаат суров и потценувачки став кон новинарите. Како го коментирате падот? Искрено речено, јас како новинар секогаш сум ги следел овие извештаи кои што ги објавуваат меѓународни организации како што се Репортери без граници, меѓутоа и други меѓународни организации, Хелсиншки комитет и така натаму, во однос на слободата на медиумите, во однос на позицијата на новинарите во општеството. Искрено да ви речам, јас ги прифаќам оценките секогаш како критични и како добронамерни во овој контекст, така што и кон овој извештај треба да се гледа на тој начин. Јас секогаш апелирам до сите функционери, бидејќи како не само како поранешен новинар, туку и како човек кој што смета дека слободата на медиумите и улогата на медиумите во едно општество е многу значајна. Медиумите се голем коректив, четврта власт, и особено во состојби кога имаме слаба опозиција или во состојби кога имаме општество каде што политичките структури, голема е поделбата меѓу граѓаните во однос на политички табори, многу е важна улогата на медиумите и тие да имаат навистина независна, професионална и одговорна позиција. И во тој контекст ценам дека овие критики на меѓународните организации се добре дојдени. Јас би апелирал и постојано апелирам до сите членови на владата, до директори на институции, да имаат соодветен професионален однос кон новинарите. Се разбира, тој однос треба да биде двостран. Треба и новинарите на професионален начин така да се однесуваат. Имаше во минатото случаи на медиуми кои што се директно партиско-политички, пропагандно настроени. Такви продолжуваат да екзистират, иако јас мислам дека во Македонија во изминатива 2 години, од како оваа влада е на власт, има голема слобода од аспект на тоа дека новинарите... Токму извештајот нотира и тоа дека во последниве 2 години, ги споменавте 2 години, па и таков наслов имаше меѓу другото, дека за 9 позиции е намален рейтинг. Не знам, треба да се видат детално овие оценки на што се однесуваат, затоа што, да речеме, ако видите социјалната состојба на новинарите, точно е дека новинарите не се во добра економска социјална состојба. Тоа зависи, нели, сепак од најголем дел од нив се приватни газди. Добар дел од некои новинарски куќи и така натаму и проекти новинарски беа финансирани од, да речеме, средства кои што се од странски фондации. Познато е дека USAID запре многу средства, така што сите ја чувствуваат, и невладиниот сектор, и медиумите чувствуваат намалување на средствата и на тој начин
многу помалку можности да сопствената социјална состојба и економска состојба се подобрат во општеството. Добро, ако новинарството го сметаме како коректив на власта, да, треба тоа да биде двостранно. Јас се согласувам и тоа е клучната улога. Се разбира, министрите, политичарите, функционерите треба да имаат многу поголем праг на толеранција. И во однос на навреди, пред се за навреди, не зборувам сега за клевети, затоа што клеветите навистина се кај нас се декриминализирани, но новинарите сепак сносат одговорност ако шират клевети без проверка на информациите. Но сакам да кажам дека во изминатиот период имавме можност и тоа го гледаме секојдневно, дека критичкиот однос кон владата во повеќе медиуми обстојува, дека имаме секој ден, особено на социјалните мрежи, кои што се дел од најчитаните медиуми во Македонија, социјалните мрежи. Да, се уште според најновиот извештај, сепак телевизијата го има приматот, но не е за подценување ни онлайн изданијата и порталите. Тоа е сосема друга тема. Можеби како колеги, новинари и поранешни соработници ни тргна муабетот во оваа насока, но Димитровски во контекст на професионалноста на медиумите и колку тие одработуваат за политичката кампања, видовме неодамна во интервјуто на европратеникот и известувачот за Македонија Томас Вајс, дадено за Euronews Бугарија. Тој пред некој ден јасно кажа дека тоа било снимено пред 7 недели и чувано во фиока, како што кажа тој. Но тоа не ја намалува неговата изјава, каде што кажа дека не гледа напредок на евроинтегративниот пат. Пред 7 недели. Пред 7 недели. Но за 7 недели ништо круцијално, да бидеме искрени, за волја на вистината, не се случи. Како вие, од позиција на заменик министер за надворешни работи, гледате на ова интервју дадено од известувачот за Македонија Томас Вајц? Вака, значи прво, да, станува збор за постаро обраќање на господинот Вајц и факт е дека до декември оваа година, односно прво имаше еден изборен период во кој што буквално не можеа да се носат одредени закони, блокирано беше нормално собранието, работата на собранието и дури некаде по нова година почна поинтензивно да се одвива тој реформски процес во контекст на прилагодување на нашето законодавство на аки комунитерно, што значи заедничко законодавство на Европската унија. По планот за раст, таму се предвидени голем број на чекори кои што треба да се изведат пред се врз основа на усогласување на законодавството и некои други мерки што владата треба да ги донесе. И факт е дека во периодот кога господинот Вајц ја давал таа изјава или го давал тоа интервју, дел од тие мерки се уште не биле донесени, дел од тие закони се уште не биле сменети. Добро, да бидеме попрецизни, зборуваме за периодот пред 2 месеци. Па нека и пред 2 месеци, да, тоа е февруари. Тогаш било дадено интервјуто. Тоа е февруари, да. Во февруари се уште немаше конечни резултати во однос на мерките во контекст на планот за раст. Од тогаш сите тие недели, ако се сеќавате, секоја недела премиерот ги собираше министрите кои што се задолжени за реформскиот процес, докаде се со испорачувањето на резултатите. Голем дел од тие закони беа подготвени претходно, само требаше да влезат во процедура. Некои тогаш влегуваа, некои тогаш беа во конечна подготовка. И еве сега, денес е јасно дека ќе видите во следниот извештај што ќе биде од Европската унија и во контекст на планот за раст, дека Република Македонија веќе ќе биде наместо како што заостануваше и беше на 4-то место од земјите од Западен Балкан во контекст на остварување на овие мерки од планот за раст, ќе биде изедначена или на 2-ро место после Црна Гора. Значи, веќе ќе имаме резултат на усогласување со европското законодавство. Добро, веќе следната недела, најверојатно, треба извештајот на Европската комисија за 2025 да пристигне. Не е пристигнат, но се очекува во текот на следната недела, барем според информациите. До сегашните информации говорат Димитров дека укажуваат на тоа Димитровски дека меѓу 16 и 21 точка се веќе прифатени
во извештај, што е позитивен сигнал, барем според она што се информации. Так. Но 10 се критични точки и за нив има грејс период до јули. Да, голем дел од тие точки кои што не беа се уште усвоени, до крајот на јуни ќе се усвојат. Денес премиерот и во собранието говореше, Македонија нема да реализира 4 или 5 од нив, кои што пред се однесуваат на, да речеме, субвенционирањето на цената на електричната енергија, затоа што од Европската комисија, и тоа е прифатено и од поранешната влада, се бара да донесеме мерки со кои што ќе имаме целосно либерализиран пазар на електрична енергија. Ние имаме либерализиран пазар на електрична енергија, меѓутоа 70% фактички во оној дел од другиот од 30% има одредени субвенции кои што владата директно ги плаќа на граѓаните за да може да плаќаат пристапни цени на електричната енергија. И ние од тоа нема да се откажеме, затоа што тоа ќе значи, доколку го прифатиме една таква мерка, тоа ќе значи дека граѓаните ќе мора да плаќаат најмалку 30 до 35% повисоки цени на електрична енергија и тоа во бранот, во ланецот на поскапување, тоа сериозно ќе го загрози нивниот животен стандард. И други земји на Европската унија имаат така наречени таргетирани субвенции на социјални случаи и така натаму. Ние за сега немаме таргетирани, имаме кон општата популација, затоа што сметаме дека сепак е сериозен тој проблем и многу би го загорчило фактички стандардот, би го снижило на нашите граѓани. Од тие причини таа мерка нема да ја освоиме. И таа мерка ќе биде условно речено нема да биде исполнета. Евроамбасадорот Рока се конкретен и вели дека за исполнување на преостанатите чекори, овие за кои говориме, кои се 10 критични, е крајниот рок јуни. Јуни е крајниот рок, Јуни, да, и предупредува дека доколку тие не се реализираат, средствата може да се изгубат. Значи ќе бидат реализирани најголемиот дел од нив, велам, неколку и за нив говореше премиерот денеска во собранието, неколку можеби, неколку најверојатно нема да се остварат, но со намера нема да се остварат за да не се направи штета во ова предмалку што го говоревме и во некои други подрачја, но да се разбереме, тоа се средствата кои што треба да се добијат за тие чекори не се толку драматично големи за да нанесат некаква штета. Пред се, од планот за раст, вие знаете, Република Македонија треба да добие 750 милиони евра во наредните години до крајот на 2027. Најголем дел од тие средства се кредити, меки кредити, кои што треба да се враќаат по 30 ора, и 1/3 се грантови. Значи, велам повторно, кога ќе биде овој извештај од Европската комисија фактички јавен и кога ќе ги соопштат своите резултати фактички од како земјите од Западен Балкан го остваруваат планот за раст, Македонија ќе биде високо позиционирана на второ место. И нема да има проблеми од тој тип дека не сме повлекле средства. На крајот на краиштата ние сме веќе имаме повлечено 70 и нешто милиони евра. Ќе видите, да речеме, некои други држави како Босна и Херцеговина, Србија и така натаму се многу пониско. Сега ќе одиме на повисоко ниво. Добро да се споредуваме. Не, мама, се споредуваме 6 земји од Западен Балкан, Косово да речеме и така натаму. Косово, така што ќе бидеме на второ место веќе и по повлекување на средствата. Да, ќе бидеме, бевме и први, бевме и носители, бевме и предводници, но она што не кочи е ветото или ултиматумот што го дава Бугарија. Колку Димитровски доаѓањето на Румен Радев на премиерската позиција и после подлог временски период формирање на стабилна влада со апсолутно мнозинство на Радев во истата, може да ја олесни преговарачката позиција на земјава во контекст на спорот што го имаме со Бугарија и колку Европската Унија може да влијае или да притисне врз Радев за некои нивни механизми или алтернативи како што беа најавувани за одблокирање на процесот.
Па еве, гледате, тоа е напорите што ги правиме сите овие 2 години одат токму во тој правец. Прво, во контекст на изборите во Бугарија, навистина еден подолг период имавме нестабилни влади и било каков обид за диалог некако или се префрлаше во Брисел, дека ние имаме работа со Брисел, треба да преговараме, не со Софија, или пак, доколку водиме некаков диалог со Софија, затоа се говореше дека во таков диалог не треба да има европски посредници и европски медиатори. Нешто слично како во историската комисија, каде што бугарската страна постојано одбива да има присутно и од други земји, од европски земји да има наблюдувачи. Така што тоа беше досега нивното однесување. Ние после победата на Радев имаше разговори, нели, премиерот со Радев, честитки и така и председателката. И изразена е подготвеноста. Дали вие можеби како МНР остваривте некоја комуникација со евентуално новите лица? Па не, затоа што нема се уште нова влада таму. Да, нема, но сепак се знаете, се предпоставува. Се уште не беше јасно кој би бил министер за надворешни работи или пак негов заменик, има неколку заменици. И јас имав средба со претходната заменичка кога бевме во Гюешево во контекст на коридорот 8 и изградба на тунелот, кога го потпишувавме договорот, имав таму кратка средба со неа. Се разбира, немаше можност за поголема размена на мислења, но во секој случај се определивме за диалог и на тој начин да се решаваат сите можни евентуални спорови. Во контекст на ова што го прашувате за господинот Радев, факт е дека тој беше неприкосновен во контекст на неговата политичка поддршка што ја добива во Бугарија, тоа е избор на граѓаните на Бугарија и се надеваме во... Добро, јасни беа и ставовите негови и се не променети и како шеф на државата. Тоа не е спорно. Гледаме дека тој својата реторика постојано ја насочува во тој правец не само на уставните измени, туку на заштита на правата на бугарите. Она што го правиме во последниот период со акцискиот план за етничките заедници, значи под 20%, што го направивме со помош на европски експерти кои што ни се фактички на некој начин препорачани од Европската комисија, експерти на Советот на Европа, направивме навистина еден текст кој што ги содржи сите мерки и во контекст на антидискриминација, и во контекст на едукација и така натаму, на правата на малцинствата, правата на етничките заедници под 20%, каде што се меѓу другите и бугарите. Има одредени забелешки, имаше одредени забелешки. Но од наша страна се е тоа добро сработено и никој нема забелешка. Сакам да кажам од наша страна. Да. Но што правиме со реципроцитетот? Тоа сакав да го кажам. Значи, Копенхашките критериуми на кои постојано потенцираме бараше и од водиме нас војна. Европската унија, а не Софија, бидејќи таму е префрлена нели преговарачката рамка и за жал опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз кога беше на власт со ДУИ, презеде одредени мерки да бидат дел од таа преговарачката рамка, протоколи кои што не помина во собранието, кои што беа на некој начин шверцески уфрлени во целата таа преговарачка рамка и пакетот за пристапување на Македонија кон Европската унија. И ние сме сега во состојба буквално да бараме излез од таа ситуација. Видовте дека повеќе европски официјални личности, меѓу кои господинот Кошта, министерот за надворешни работи на Белгија, еве ако сакате и европратеникот Вајц, кој што меѓу другото има амандман, нели, барање да се разјасни на правен начин правната служба во Европската комисија да разјасни дали тие идентитетски и билатерални прашања со идентитетски карактер и историски можат да бидат предмет на вето на Софија. А Софија тоа постојано го потврдува. Дека да, докрај мора да се спроведе се. Не се само уставните измени и правата на бугарите во Македонија, туку сите оние барања кои што се врзани со резултатите од работата на историската комисија. Ако тоа навистина остане како право на вето, ние нема да стигнеме во Европската унија утре да ги донесеме уставните измени. Ќе преговараме децении. Какви се сигналите од Европската унија во контекст на овие билатерални прашања и спорови кои немаат крај? Значи сигналите од сите членки на Европската унија, барем од оние покрупните и со помалите сме разговарале, од кои што имаме поддршка од Вишеградската група, некои други земји од поранешна Југославија и така натаму, се дека и од Германија и отворено, дека тие не поддржуваат билатерални прашања, особено од ваков карактер да бидат пречка. Но
Токму тука е проблемот. Ако во преговарачката рамка веќе имате можност на Бугарија да ја остави таков простор за вето, вие морате тоа да го разјасните. И тоа е напорот што сега го правиме. И ние сакаме и бугарската страна да дојде до нивото да декларира дека нема да бидат пречка за вето другите прашања кои што се надвор од уставните измени. Туку ќе бидат едноставно можност за натамошен диалог, можност за историската комисија може долги години да расправа за некои прашања, некои други преземени обврски во протоколите, исто така не може да се ограничуваат временски. Да, можеби досега сме биле Димитровски сведоци на булдожер дипломатијата и можеби и во овој случај Европа ќе смогне сили да употреби една таква формулација. Еве, јас го слушам господинот Радев, кој што постојано вели дека треба уставните земји за Македонија да тргне за да ги почне преговорите. Да ги почне, но ние сакаме и да ги продолжиме. Дали тоа значи дека и другите прашања? Да, може на секој момент да... Дали другите прашања исто така ќе бидат поставувани рокови? Сега ги усвоивте уставните измени, дајте сега за 6 месеци мора да заврши 19-тиот век од работата на историската комисија. Да, протоколи какви што подпишувал господинот претходниот министер за надворешни работи. Историската комисија беше активна, но во последниот период се добива впечаток дека воопшто нема некоја информација од тамо. Има ли средби бугарските со македонските историчари и која е следната средба? Дали можеби во Несебар се планира некоја средба меѓу членовите на комисијата? Не знам за Несебар. Или таа ќе биде само за Не, ова е за коридорот 8. И за тоа ќе ви кажам неколку збора. Значи се планира, значи постојано се одржуваат средби и има редослед веќе однапред договорен, која ќе биде следна во Софија, која е во Скопје на месец и пол, два некогаш и така натаму, меѓутоа тие средби се редовни. Членовите на комисијата се договорија заради да нема никакви политички манипулации со тоа што тие го работат таму, да има помалку таква јавна транспарентност. Дека нема потреба за некои прашања за кои што се разговара, да има таква транспарентност. Се разбира, ние имаме доверба во членовите на историската комисија, тие си ја знаат работата. Обично кога имаат одредени резултати соопштуваат, има некакви придвижувања, може да се каже, придвижување има, меѓутоа не може да има резултати за сите периоди. Се разгледуваат одредени периоди, се носат одредени заклучоци, меѓутоа не може да има резултати брзи. Затоа велам, тоа е работа која што можеби ќе вроди со одредени резултати по неколку години, по 10 години, можеби по 15. Историски комисии разговараат со децении меѓу одредени земји. Но велам, тоа не смее да биде дел од критериумите за наше членство. А во случајов е. И внатре се протоколите. Сакав да прашам колку активноста и носењето на договор, постигнувањето на договор помеѓу историчарите може да влијае на развојот на настаните со Бугарија. Или тоа воопшто тоа може да се трае. Ние бевме сведоци дека од претходно кога беше потранспарентно, постојано бевме сведоци дека се наметнува некаков историски наратив од Бугарија кон нашите членови. И тие тоа не го прифаќаа. И нормално е дека не го прифаќаат. Успеа да донесат еден, фактички, да остварат дел од барањата нивни за средновековието во контекст на цар Самуил, знаете тие формулации, кои што и тие не се во... Тука сме направиле многу сериозен компромис и влечат на кај бугарска страна, но мислам дека во иднина нема да дозволат ниту нашите членови да има било какви компромиси во работата на историската комисија, кои што ќе имаат такви последици по идентитетот. Во контекст на коридорот 8, како напредуваат работите? Најавена и средба и прецизирање на работите. Прво, сакам да ви кажам дека прво овој состанок што ќе се одржи сега во Несебар на 8 мај беше некако закажан малку пред време, можам да речам, затоа што не се ни завршени бугарските избори, тоа беше за време на кампањата. И во период кога нашиот министерот Муцунски во Софија
предложи заеднички да се организира тој состанок. Ние и Софија. Но бугарите го премолчаа тоа, бугарската страна, и веднаш ни упатија покана дека сами организираат таков самит. Во меѓувреме, ние аплициравме во иницијативата Три мориња, каде што се земји членки на Европската унија, меѓутоа партнери и некои земји од Западен Балкан, како што се Црна Гора, Албанија. Бугарската страна реши да стави, условно речено, вето на ова, односно да не дозволи наше асоцијативно членство партнерско во таа иницијатива, а таа иницијатива се состои токму, суштината на таа иницијатива е интерконекцијата, коридорите 8-10, затоа што тоа се трите мориња: Балтикот, Црното море и Јадранското море, односно Медитеранот, каде што ние треба да имаме клучна улога како држава, затоа што сме земја која што се сечат тие коридори. И сега потпишуваме договор за тунелот, потпишуваме, сега ќе има, нели, за целиот коридор 8 средба во Несебр, но од бугарска страна, нам ни беше не спречија на некој начин да станеме асоцијативна членка во оваа организација, иако таму се и стратешки партнери американците, германците, Јапонија е еден од стратешките партнери, затоа што на сите овие актери им е важно да профункционираат овие коридори, кои што се важни од енергетски аспект, од диверсификација на енергијата, меѓутоа и од, ако сакате, движење на НАТО силите низ регионот. Постои ли можност или вие како Министерство за надворешни работи да ја промените оваа одлука на бугарите? Значи, Бугарија, спречувајќи ја оваа иницијатива и меѓу другото, однесувајќи се на овој начин, сака веројатно да испрати некои пораки. Тие пораки се во контекст на тоа дека не сакаат да отстапат од уставните измени, и додека не се случат уставните измени, тие не би попуштиле секое членство во било која институција. Ако сакате во фудбалска асоциација некаде да аплицирате, иако Македонија е дел од тие меѓународни структури, не е спорно. Меѓутоа, онаму каде што се ексклузивно бугарите или заедно со некои други земји членки, каде што имаат право на вето, дека не дозволуваат. Но јас тука гледам една, повеќе би рекол, одговор, односно реакција и фрустрација од страна на Софија во контекст на она што се случува изминатите 2 години. А изминатите 2 години, со помош на нашата дипломатија, навистина успеавме да го доведеме мислењето, затоа што претходно тоа не било објаснувано таму на таков начин, дека ние сме со право загрижени за нашата иднина, односно за зачленувањето во Европската унија, без промена на некакви историски идентитетски прерогативи што ги има. Да, како што и кажавте, историските идентитети и историската комисија ќе работи децении, не е тоа канцелариска работа. Но таа страна, велам, за тоа да го разберат во Софија, навистина, иако веќе им се упатува, како што реков, од официјални европски личности, од Антонио Кошта, од некои други европски посредници, јас се надевам во добар дух и со добра политичка волја, меѓу другото и за прашањата на регистрирање на македонските организации во Бугарија, кои што се невладени организации, здруженија на граѓани, тотално бенигно е нивното регистрирање, но на тој начин Бугарија може да покаже политичка волја. И тоа не мора, искрено речено, сите тие процеси може да се одвиваат и симултано. Да. Не мора да значи дека едниот треба да го направи потегот, па другиот да направи. Сите потези може да се влечат симултано ако имате добра политичка волја. Географијата е таа, ние сме соседи, треба да живееме со децении и години и векови овде. И од тие причини мислам дека некој ако гледа дека председателот Радев бил на тврдата страна и така натаму, тој го има мандатот од граѓаните. И ако сака навистина Република Македонија се придвижи кон Европската унија, мораме да најдеме решение, затоа што досега немаше решение. И треба на флоскула да се разбере дека на секого му треба добар сосед. Апсолутно. Тоа не е флоскула, тоа е суштина. И кредибилен и затоа што лошо е да имате лош сосед. Димитриевски, Македонија работи на 10 критични точки во рамките на реформската агенда. Меѓу нив е и изборниот законник, тоест реформите во изборниот законник. Тие бараат поширок политички консенсус. Имавме најави дека СДСМ ќе ја напушти работната група и измените не може да се донесат на брзина, иако се поврзани со финансиска поддршка од околу 8 милиони евра по чекор.
До каде одат, еве ве прашувам и како генерален секретар на Демократскиот сојуз, работите во изборниот законник? Еве, јас сум навистина изненаден. Партија од опозиција која што би требало да биде од интерес изборниот законник да се менува во полза на поголема демократичност, дека дава вакви оценки, односно потези влече кои што не сака да учествува во незината работа. И на тој начин ја спречува меѓу другото и реформската агенда на Македонија, затоа што изборниот законник мора да биде усвоен со некаков консензус. Мислам дека е таквиот однос недозволив, тоа само говори за една состојба во опозиционата СДСМ која што фактички не знам на што се должи, криза на лидерството, криза на поделби внатре, секогаш такви работи се случуваат по изборен пораз, но таму треба да се усвојат, да речеме, препораките на ОПСЕ ОДИХР, кои што се многу важни. И ја претпоставувам дека сите тие препораки СДСМ ги поддржува. Зошто да не гласа за нив? Друг е делот на прашањата, да речеме, на изборниот модел, на техничката влада и така натаму. Тоа се дополнителни прашања за кои што исто така може да се најде консензус и ако не се најде, на крај нема да биде усвоен друг изборен модел. Ајде, условно како помали политички партии, постојано целите кон тоа, Македонија е една изборна единица. Дали може би е созреан моментумот да навистина тоа се случи? Па еве, ние не видовме спротивставување, освен од поголемите политички партии на тоа. Освен ДУИ имаше некакви забелешки дека би поддржале, ама со поголем изборен праг со 5% дури лицитираа. Се разбира, таков изборен праг би бил помор за малите партии. Значи, нашата позиција како Демократски сојуз, уште од самото формирање на партијата до денес, е да Македонија да биде една изборна единица без изборен праг, барем на првите избори. За да се профилира, да се види кој е тоа гласачко тело за кои партии ќе застане, подоцна може да се воведе некаков праг од 2%. Но гледаме дека политичките партии во Македонија постојано говорат за тоа, особено големите политички партии, затоа што нив им треба поддршката од помалите политички партии. И на тој начин се смета дека околу 100.000 гласови кои што ги влечат помалите политички партии се во двата големи табора. И кај албанците, сега кај политичките партии на албанците. Гледаме сега кај нив има некакво придружување, спојување на партии. На 9 мај. Да, ќе видиме како тоа ќе резултира понатаму на политичката сцена. Во еден политички субјект. Дали ќе има натамошно раситнување, меѓутоа овде големите партии, тоа ДУИ го правеше со многу помали субјекти исто да ги привлече на кај себе. Овде се случува истото СДСМ, ВМРО ДПМН. Во наш интерес е, во нивните интерес е очигледно да бидеме на некој начин партнери внатрешно коалициони. Наш интерес е да бидеме коалициони партнери, меѓутоа да имаме собствена застапеност во парламентот. И за тоа се бори една политичка партија, да ги представи граѓаните. Така што јас се надевам дека ќе има, прво треба да има фактички да создрее мислењето во СДСМ да учествува во расправата за изборниот законник, затоа што без нивно учество нема да има консензус. И евентуално може парламентот да донесе да ги усвои на ОПСЕ и ОДИХР препораки. Добро, спротивставени мислења имаше и околу продолжувањето или не на техничката влада. Дефинитивно вчера собранието со 71 глас одлучи техничка влада повеќе да. Значи тоа е нема од следните избори. Еве, ако опозицијата навистина е загрижена за следните избори, ако верува во тоа дека може да победи на тие избори само со демократски начин ако се спроведат, се уште има можност да ја користи таа техничка влада. Меѓутоа, таа техничка пршинска влада е навистина од еден период кога имаше сериозна политичка криза, за сосема други услови правена. Ако ние сакаме да бидеме земја членка на Европската унија, ако демократските, имавме и, ако сакате, во декември од Советот на Европа, симнување на мониторингот, токму за движењето на некои демократски процеси во Македонија, дека тие направија некаква легитимација дека се движиме кон дека веќе се движиме кон држава која што е на високо демократско ниво. Знаеме што значеше и кој бараше продолжување на техничката влада, иако таа беше со одреден мандат техничката влада. Се согласувам.
до следните парламентарни Се согласувам, избори. меѓутоа еве ако има години, некаков страф и следните ајде се избори ќе бидат на тој удоволуваше, начин. Да. И следните ќе има, Ќе така има, стои. но не можам да разберам како планирате Македонија да интегрирате во Европа ако имате таков тип на механизми кои вас ве водат во некое Дефинитивно. минато. Значи, немаше минатите избори, еве, локалните избори, немаше никакви сериозни забелешки во контекст на корупција, за волја на подкуп на вистината, гласачи. И претходните изборни циклуси, оценката беше фер и демократски од меѓународните институции, оние што ги мониторира. Така што тоа е едно прашање на кое што опозицијата мислам дека не може да добива поени и мислам дека граѓаните јасно знаат дека тие што сакаат да гласат за СДС може да си го дадат својот глас слободно. Димитровски, премиерот Мицковски најави официјално реконструкција на владата дека ќе има во мај или во јуни. При тоа рече дека со коалиционите партнери ќе направиме поместување доколку видиме дека тоа е потребно, односно одредени ресори, одредени имиња ќе ги промениме, ќе ги ротираме. Дали вие како владин коалиционен партнер, Демократски сојуз, имате учествувано во разговорите, се водат ли разговори со премиерот? Не, до сега не. Тој рече дека во првата половина на мај ќе разговара со коалиционите партнери, прво со внатрешните, потоа со оние другите надворешни партнери. И очекуваме такви разговори. Се разбира, премиерот има право, тој го има мандатот, тој одговара за работата на владата и тој има право да прави ротации, да заменува одредени ресори и така натаму. Апсолутна поддршка има премиерот во таа насока и ние немаме, досега барем, немаме никакви забелешки на нашето работење во владата, но спремни сме да ги чуеме евентуално и неговите забелешки за нашите функционери во владата. Јас сум најисторениот функционер како заменик министер за надворешни работи, меѓутоа имаме и директори на институции и разни други функционери кои што неколку мина се, меѓутоа се на одредени позиции, така што сме спремни да ги чуеме неговите размислувања во тој контекст и му даваме апсолутна поддршка да ја направи реконструкцијата. Поред добро упатени аналитичари, а и вие важите за еден од нив во политичките кулуари, можно ли е Македонија следната година да оди на предвремени парламентарни избори? Какви се и вашите размислувања во партијата и лични? Лично сметам дека ова влада треба да владее до крајот на својот мандат, затоа што има многу реформски процеси кои што се прават и кои што треба да дадат резултати идната година и до крајот на мандатот. И мислам дека треба да излеземе од матрицата на постојано организирање предвремени избори, чисто од политички или популистички причини, за да добиеме повисок резултат. Некои мерки што се прават, можеби ќе бидат и непопуларни. И од тие причини сметам дека правење односно организирање на предвремени избори во години кога нема избори, само се дополнителен товар и за стопанството, и за предвидливост, и за привлекувањето странски инвестиции. Еве, ние сме сега во Министерство за надворешни работи, стана и Министерство за надворешна трговија, каде што имаме и таква улога, меѓу другото, во делот на привлекувањето странски инвестиции. Со сите кои говорам, странци, представници на фирми, велат дека ваквите периоди треба да се користат во овие периоди кога се без избори. И дали ќе има предвидливост. Многу е значајно за нив, така што ако некому му се брза да дојде на власт, или обратно, ако некој сака да ја задржи власта по секоја цена, а нема таков одглас кај граѓаните, мислам дека граѓаните најдобро знаат тие не бараат предвремени избори. Кога граѓаните ќе побараат предвремени избори, тогаш работата е дојдена до ниско дередже. Од тие причини сметам дека нема потреба. Се разбира, секогаш има вонредни ситуации. Секогаш може да се случи нешто што ќе предизвика. Јас не би исклучувал, но мислам дека оваа влада е концентрирана на тоа да си го реализира мандатот до крај, а потоа да излезе на проверка. Да, бидејќи поучени од досегашните изборни циклуси, 6 месеци пред избори, уште неколку
по изборите, без Потоа малку како да е се немаме никаква како се да е активност. стопирано, но не е стопирано на граничните премини. Утре е 1 мај, па веќе се чувствува гужвата на граничните премини, барем така покажуваат сликите, што дополнителен товар им прави и оваа нова мерка што Европската Унија ја воведе во контекст на ова. Вие како МНР може ли да реагирате на овие нови правила и колку Знаете, тие... системот, јас патувам во последно време постојано и тоа е сериозен проблем. Сериозен проблем пред се затоа што одредени системи кои што се инсталирани тамо, сега зборувам за проверка, не се интегрирани. Не се интегрирани, да речеме, меѓу земјите членки. И ако вие не секаде, нели, можеби тоа е процес што допрва се усовршува. Да. Ако вие влезете во, да речеме, Франкфурт на аеродромот и таму ве сликаат и оставите отпечатоци од прстите, прашање за неколку дена кога одите, да речеме, во Париз или во некоја друга друг европски град на авион, вие на истиот начин имате проверката. Ако идејата беше тој систем да биде интегриран и со самото ваше појавување по вториот или третиот пат, тие да ги имаат сите ваши податоци во системот и отпечатоци, и само со проверка на отпечатоците веднаш да поминете. Но не се случува и на влез и на излез да имате постојано сликање, постојано проверка на вашите отпечатоци. И нешто друго, еве сега тоа последно ми се случи во Берлин, каде што господинот, нели, граничниот полицаец ми вели, морам да почекам, системот не ми функционира како што треба, бавене. Со нас патуваше и бизнисмен од компанија која што е од IT индустрија, вели, очигледно вие не сте ги направиле вашите значи софтверот кој што не ви функционира, софтверските решенија не ви се совршени. Тоа е систем кој што бавно работи, ние како земји кандидати за членство сме на ист начин третирани како и сите други од светот. Ние сме трети земји и тоа е... Дали можеби МНР може да реагира, како што еве има информации од Грција, каде што најголем дел наши граѓани патуваат, да има олеснителни околности за граѓаните, како што тоа го најавија дека ќе биде за граѓаните од Србија. Тоа е работа на туристичките организации. Ние сепак како држава не би сакале да се мешаме во натрешните работи во смисла на тоа дека е тоа систем на безбедност и систем на правило донесено во Европската Унија. Тие причини, како не се само земјите од Западен Балкан погодени, и другите земји се погодени, но велам, сметам дека што се однесува до Грција, нашиот сосед, и бидејќи таму најголемиот дел од нашите граѓани летниот одмор го минуваат таму, мислам дека Грција ќе најде решение, не се само нашите граѓани, и од Србија и од други соседни држави, мислам дека ќе најдат решение за поефективен пристап да не се чека толку на границите, затоа што е на крајот на криштата тоа е во интерес на нивното стопанство и во интерес на нивниот туризам. Да. Очекувам повеќе притисок од грчките туристички работници за ова да се реализира. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија и генерален секретар на Демократскиот сојуз, вечерва беше во Клик Плюс. Благодарам за учеството, а вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување и среќни првомајски празници.